Почитуване гледачи, добро вечер. Ова е анализата на 24 вести, а јас сум Сеадрис Звановиќ. Случај со 4-годишната Нина, која во Германија доби третман од ретко заболување, а на која Фондот за здравство одби да го плати лекувањето, во јавноста повторно го исфрли проблемот на луѓето кои заболуваат од ретки болести. Имено таа е само една од пациентите кои секојдневно се борат со нивните заболувања, но кои се оставени во таа борба да бидат сами, без никаква помош од државата и без финансиска надокнада за скапото лекување, кои мораат да го поминат за да преживеат, да го спасеат својот живот. Вечер гостин во анализата ќе биде председателка на Сдруженијето за ретки заболувања Весна Стојмирова. Стојмирова, добро вечер. Кажете ни колку пациенти има во Македонија кои имаат ретки заболувања? Значи, неофицијално може да се каже дека има околу 20 пациенти со ретки болести, но официјално тоа не можеме да го потврдиме поради едноставна причина затоа што не ни постои официјален регистар каде што би се знаело колку пациенти има со ретки болести и од кои ретки болести има пациенти во Македонија. Тоа е еден проблем кој се обидуваме да го решиме во соработка со детската клиника и тука е секако Министерството за здравство, затоа што тоа е нешто што ќе биде потребно понатамошно за да можат да се донесуваат одлуки и решенија кои ќе им помогнат на овие пациенти. Тоа што имаме една бројка од 20 луѓе покажува дека сме многу малку, затоа што сепак се работи за ретки заболувања, но ако се воспоставува и точна диагноза, можеби ќе испадне дека се и повеќе пациенти. Зошто се овие луѓе толку специфични? Што ги одвојува од, да речеме, условно кажано, редовните пациенти кои се лекуваат секојдневно? Значи, она што ги одвојува најмногу дека се малку и дека се ретки. Ретки се поради тоа што се случуваат на еден човек во однос на 10-100 илјади луѓе. Значи, тоа е... Зборуваме за тие заболувања од кои заболуваат овие луѓе, така? Да. Зборуваме за тие болести. Да. Поголемиот дел од нив се, значи, во Македонија тие што постојат, поголемиот се наследни болести. Значи, се наследуваат од страната на родителите. Обично се автосомни рецесивни, тоа е медицински термин кој покажува дека ако двата родители се носители, понатамошно и детето може да биде не само носител, туку и заболен од таа болест, или пак може мајката да биде носител на болест, па потоа детето да стане исто заболен или носител. Сега токму затоа и се овие болести многу ретки, затоа што се наследни. Другата работа што треба да се знае за ретките болести е дека се доживотни. Значи, ниту за една ретка болест во светот не постои лек кој може да ја излекува сосем и да не постои таа ретка болест. Но токму затоа постојат одредени третмани, терапии и лекови кои овозможуваат пациентите да имаат сосем нормален живот. Добро, што е толку проблемот со овие луѓе? Што е толку проблем со тие 20 на пациенти за државата да не може да го превземе нивното лекување? Значи, во Македонија за ретки болести не стануваше збор се до 2009 година. Во 2009 година беше донесена програмата за ретки болести од страната на Министерството за здравство и тука беа наброени одредени болести во таа програма кои спаѓаат, кои ги има како дијагностицирани во Македонија и за тие болести беше одредена во таа програма дека треба таа и таа сума да се одвои на финансиски средства за тие пациенти да се лекуваат и беше кажано дека ако се појави друга ретка болест треба да се регистрира, значи треба да се направи тој регистар на пациенти и во таа програма беше назначено дека ако постои ново заболување, ако тоа ново заболување има третман, тој третман треба да биде набавен. Што значеше таа програма? Таа програма значеше дека тие пациенти и тие болести кои се вметнати во таа програма дека ќе добијат лекување на товар на државата? Точно, да. Дека Министерството за здравство треба да ги одвојува тие средства. Но тоа што се случи тогаш е да бидат одвоени пари само за 3 пациенти кои боледуваат од мукополисахаридоза. Значи само за 3 пациенти се одвоија пари, додека другите пациенти беа оставени на страна. Зошто? Имаше некакво образложение тогаш? Најчестото образложение кој се добива од страна на Министерството е дека нема доволно финансиски средства кои можат да се одвојат. Дека терапијата е скапа и дека не секогаш е докажана дека го возможува оној квалитет на живот кој е потребен. Но од друга страна, медицината страшно напредува
и моментално за болестите кои ги има во Македонија има терапија која возможува сосем нормален живот за пациентите. Добро, Министерството нема средства за колку пари се работи? Значи имате ли вие некаква проценка колку се тие средства? Значи тука треба да се објаснат прво неколку работи. За различни болести терапијата има различна сума, нели? Што е нормално. Сега во Македонија тие што се во Сдруженијето пациенти дојдени моментално се пациентите со Гоше, пациентите со фенилкетонурија и Алажил синдром, но понатаму се придружуваат и други пациенти со други ретки болести, затоа што сите осознаваме дека она што е најважно е да бидеме создружени сили заедно да настапиме пред Министерството, за да си побараме да го побараме на најосновно право, правото на третман и на живот во нашата држава, нормално. Сега, во Македонија од тие 3 пациенти со мукополисахаридоза останаа моментално 2, затоа што едниот е починат, и со тоа тие средства што беа одвојувани за 3 пациенти се намалија и сега се одвојува само сумата за тие 2 пациенти со мукополисахаридоза. Значи тие пари не се префрлија да одат на друга болест. Значи само да појасниме дека и таа сума што била намената за ретки болести е намалена сега. Намалена, да. Од друга страна, компанијата која го произведува лекот за Гоше болест, таа компанија донира моментално за 5 пациенти преку своја хуманитарна програма што ја има. Тоа е компанијата Гензим која значи лекува 5 пациенти во Македонија. Остануваат од Гоше болест уште 5 пациенти за кои компанијата покажа многу волја да соработува со државата, како што го прави тоа и во многу други земји на Балканот, како што е Бугарија и Србија и Хрватска и Словенија и Албанија. Значи сите земји на Балканот буквално, па и во Европа и дури во Африка, Америка и насекаде, значи соработуваат со државата, компанијата, на тој начин што превзема, значи предложи да превземе 8 пациенти, значи од тие 5 уште 3 плюс да превземе на свој да ги лекува, а државата да превземе само 2 пациенти со Гоше, но за тоа не успеавме да постигнеме договорот со Министерството. На кого го предложи тоа компанијата? На Министерството за здравство? На здравство? Министерството преку Сдруженијето беше предложено, да. Значи компанијата да преземе лекување на 8 пациенти Точно. со Гошеова болест, а Министерството 2. Точно, да. И што се случи со таа иницијатива? Значи уште останува. Се уште преговараме со Министерството. Значи во тој случај, ако се направи една таква соработка со таа компанија, во тој случај ќе бидат потребни за сите пациенти останати, значи освен Гоше и другите ретки болести, околу 500.000 евра. Значи тоа би била некоја неофицијална пресметка, значи официјално не можеме да дадеме пресметка затоа што тоа треба да да оди преку тендери од страна на Министерство, да се набават лековите, да се потпишат договори. Значи сите овие третмани се третмани кои се приваат доживотно. Зборуваме за 500.000 евра на годишно ниво? Точно. За сите пациенти? Точно, да. На тие што се во вашиот регистар, значи во вашето здружение? Значи да. За тие што имаме увид, нели? Затоа што сепак не може да се дојде до информации за пациенти ако тие самите не пристапат кон нас. Па добро, тоа и не е некоја голема сума за Министерството, ако е 500.000 евра на годишно ниво, но со таа сума знаеме дека ќе биде обезбедено лекувањето на тие 20 луѓе. Па точно, да. Нели е апсурдна малце оваа ситуација, бидејќи нашиот здравствен фонд е базиран на солидарност, на солидарна фаза. Значи сите луѓе плаќаат здравствено осигурување за да има лекување на сите. Зошто овие 20 луѓе се дискриминирани сега? Значи Фондот за здравство нема веќе врска со ретките болести поради програмата за ретки болести. Со програмата за ретки болести луѓето со ретки болести се исклучуваат од лекување од Фондот за здравство и одат под капата на Министерството. Значи Министерството за здравство треба да ги одвојува тие пари за овие пациенти. Предходно, за фенилкетонурија и за Алажил синдром се одвојуваа пари од страна на фондот за одредени лекови и храна која им беше потребна, затоа што тие се такви болести за кои им е потребна посебна храна. Посебен вид на исхрана, витамини, додатоци и слично. Фондот прекина
да ги рефундира тие средства за посебната храна, затоа што се усвои таа програма за ретки болести и требаше да почне Министерството да го прави тоа, но Министерството не го направи тоа и сега овие пациенти се оставени сами на себе. Добро, тука збориме за една бирократска поделба на надлежностите помеѓу фондот и Министерството, но сепак останува уставот и законите според кои граѓаните имаат право на лекување, без разлика како они ќе поделат одговорноста. Да, во уставот стои дека секој граѓанин има право на лекување доколку нели е достапно тоа лекување. Значи, еве, можам да спомнам дека за Гоше болеста, третманот што се прима, буквално ги лекува сите симптоми сите нарушувања што ги има организмот. Значи, се што му се случило на организмот поради болеста, се враќа во нормалната. И тој пациент може да има нормален живот, може да има деца и да го прима лекот, истовремено може нормално да живее и да не се плаши за своето здравје. Значи, тоа е буквално третман кој тотално го поправува организмот. Значи, ви дава нов живот на некој начин. Да. Живот кој не сте можеле да го имате пред тоа. Добро, пред да продолжиме со разговорот, јас би предложил да го видиме денешниот прилог во кој е значи опишана состојбата на 4-годишната Мина и да видиме што ја потикна целата оваа тема, па подоцна ќе продолжиме со коментар на тоа и на сите останати проблеми. Тажната приказна на малата Нина е само еден пример за кој дозна јавноста и го покажува односот на државата кон децата со ретки болести, коментираат Сдруженијата на пациентите. Иако 4-годишната Мина добила ретка компликација на дишните патишта по пристигнувањето во Германија на семејството Димковски, Фондот за здравство одбил да им го признае здравственото осигурување. За интервенцијата за која германските лекари заклучиле дека мора да се направи за да се спаси животот на девојчето, второстепената комисија на фондот одлучила дека девојчето не било итен случај. Овој однос на државата не ја изненадува Весна Стојмирова од Сдруженијето Живот со предизвици. Програмата за ретки болести која беше донесена уште 2009 година, уште од тогаш па се до денес се лечат само 20 пациенти, значи беа 3 пациенти со мукополисахаридоза, сега се 20 затоа што едниот е починат. За жал нема промени се уште во однос на третманот на ретките болести. Семејството Димковски веќе ја тужи македонската фирма преку која е уплатено патничкото осигурување, бидејќи и тие одбиваат да го платат третманот. Таткото на Нина за 24 вести потврди дека трошоците за лекувањето во Германија изнесуваат 50.000 евра, кои тие немаа да ги платат и дека Германија им пресметува затезна камата. Ние бевме во болницата 50 дена. Значи прво јас да можев јас и наредниот ден ќе се одев од болница. Значи немаше 7-50 дена. Сакам само да ви кажам каков ние немавме начин како да се излеземе од болницата, не можевме да се отидеме со состојбата на Нина од почеток, толку се влошни со тие екстубации, интубации. Малото девојче се уште се лекува од реткото заболување, но родителите велат дека третманот во Германија создал и дополнителна компликација. Силните опијати кои Мина морала да ги прима во клиниката создале зависност кај девојчето, кое сега секојдневно мора да прима јапчиња со метадон за организмот да се одвикне од зависноста. Од Фондот за здравство засега остана на првичната одлука дека состојбата на 4-годишната Мина за нив не била итен случај. Вие сте запознаени со случајот на 4-годишната Нина Димковска, иако ова девојче и ова семејство не се членови на вашето здружение, вие ја следевте нивната состојба. Кажете ми, дали овие проблеми со кои се соочува семејството Димковски, иако они се соочуваат со еден специфичен проблем, бидејќи патувале во странство и сега не може да го наплатат здравственото осигурување, дали овие проблеми во лекувањето, во диагностиката, ги гледате секојдневно кај членовите на вашето здружение? Па да, може да се каже дека да, затоа што е многу тешко да се диагнозираат ретките болести, што е до некој степен и нормално, затоа што добро и во Европа и во светот тешко се диагнозираат ретките болести. Значи, едукацијата е потребна и сите светски здруженија се залагаат токму да се зголеми таа едукација за да се стигнува до рана диагноза. Затоа што ако се почне со ран третман, значи има поголема веројатност за поквалитетен живот на пациентот. Во Македонија понекогаш се диагнозираат и после 7 години пациентите. Понекогаш се диагнозираат веднаш.